Здраво и добро дојдовте во уште едно предавање по општа хемија. Во оваа епизода ќе збориме за јадрото на атомот, односно за делот кој не зборевме. Значи, како што знаеме, јадрото на атомот е многу мало во споредба со целиот атом, колку една џамлија на фудбалско игралиште, но сепак е најзначаен дел и содржи 99% од масата на атомот. Што има во јадрото на атомот? Значи, јадрото на атомот, како што заклучивме, е изградено од протони и изградено е од неутрони. Неутроните се малце помасивни од протоните, тоа е скоро незабележително, но малце се по-тешки, да речем во наводници, не тешки, него помасивни. Имаат поголема маса. Значи, протоните, што значуваат? Протоните се позитивно електризирани честички и тие всушност представуваат атомскиот број. Што мислам со тоа? Кој број го има во периодичната таблица на елементи? Значи, ако го избереме, не знам, берилиум е број 4. Тоа значи дека тој има 4 протони. Така, тој има 4 протони. Ако го избереме, не знам, азот значи дека има 7 протони во своето јадро. Односно, бројот на протони го обозначува атомскиот број. Кој реден број се наоѓа во периодичниот систем на елементи. Тоа означува атомскиот број, односно бројот на протони. И не можеш да имаш, да речеме, азот кој има 7 протони и да имаш кислород кој има 7 протони. Зашто ако има 7 протони, тоа нема биде кислород, тоа ќе биде азот. Од кај ти можеш од кој било ќош на универзумот да земеш некој атом кој има, да речеме, 8 протони и тоа секогаш ќе биде кислород. Бидејќи не може да има атом кој има 8 протони, а да не биде кислород. Нели? Како го запишуваме атомскиот број, односно бројот на протони? Еве да земеме некој хемски елемент, да речеме ете го кислород. Го пишуваме како ова, значи ова не е нула, ова е кислород. Атомскиот број го пишуваме со Z. Сега, кај се пишува тој? Атомскиот број се запишува во долниот лев агол. Односно, за кислород тоа би било кислород, тоа ќе беше 8. Добро, го решивме сега бројот на протони. Но што е со бројот на неутрони? Бројот на неутрони не го запишуваме, али можеме индиректно да го најдеме. Значи, ако речеме дека бројот на неутрони е n, тогашка z, значи z плюс n, бројот на неутрони, ќе ни го даде масениот број. Барем така го нарекуваме и го пишуваме со А. Ние не го запишуваме бројот на неутрони, не го запишуваме масениот број. Масениот број се запишува во горниот лев агол, значи во овој ќош на елементот. Значи масениот број на кислород е 16. Сега некој ќе рече, па добро, тоа е лесно, ако масениот број ако е 16, и ако имаме 8 протони, тоа значи дека имаме 8 неутрони. Нели? Многу лесно. Па тоа значи дека секогаш се дуплирани. Зошто да не ги запишеме кога знаеме дека има дупла колку протони? Но тоа не е така. Тоа може би во овој случај има 8 неутрони, но тоа не е секогаш така. Неутроните се многу важен дел од јадрото и според нивниот број разликуваме изотопиот даден елемент. Што мислам со тоа? Ајде да избришеме ова овдека. Така. Добро, ајде сега да земеме пример водород. Водород се состои од еден протон и еден електрон кој кружи околу него, односно се наоѓа во орбитала. Тоа ќе го запишеме на следниот начин. Значи тоа ќе биде H, кој што има еден протон и масениот број му е 1, бидејќи бројот на протони и неутрони нема неутрони, значи 1 плюс 0 е 1. Добро, тоа е водород. Но што ако имаме, например, еден протон, еден неутрон и пак си остане еден електрон? Тогашка овој пак ќе биде водород, зашто нели рековме бројот на протони, ова црвено, означува кој елемент е тоа. Значи, ако има еден протон, колку сака дека има неутрони, тоа пак ќе си биде водород. Значи, пак ќе биде водород, бројот на протони остане ист. Значи, тоа ќе биде 1, но сега 1 плюс 1, масениот број е 2.
Што се случува? Како значи ова пак е водород, ама масивниот број е различен. Ајде да пробаме уште еден пример. Што ако пак имаме еден протон, но во овој случај имаме два неутрона. Значи не еден, имаме два неутрона. И еве го пак тука електрончето. Тогаш ова ќе го запишеме на следниот начин. Х, зашто пак е водород, зашто имаме еден протон, секогаш тоа ќе биде водород. Имаме еден протон, но масивниот број е 3. Сега, што се овие? Дали сите се водород? Да, сите се водород, но имаат некои тривиални имиња, односно ова нели е водород правилен, кој се нарекува. Ова се нарекува deuterium, а ова е tritium. Или нека можете да го сретне како трициум. Односно, што значи тоа? Елементи кои имаат исти број на протони, значи долниот број овој овдека е ист, значи бројот на протони е исти. А кај што имаат различен масен број, да го направиме со некоја друга броја, кај што имаат различен масен број, тие се нарекуваат изотопи. Значи тие се нарекуваат изотопи. Добро, сега имаме изотопи, но дали имаме само изотопи на водород? Не, имаме изотопи скоро на сите елементи, не баш на сите, но скоро на сите. Например, еве да земеме еден чист пример, но еве, например, да го земеме јаглерод. Еве го јаглерод. Јаглерод е шести поред, значи има 6 протони, но сега, бројот на неутрони, најчесто, тој што го среќаваме, е 12. Значи има колку протони, има и толку неутрони. Но тоа не е секогаш така. Односно, исто се среќа во природата, јаглерод 14 може да се сретне. Кој има исто 6 протони, ама има 14 масен број. Односно, има 14 минус 6, 8 неутрони. 8 неутрони. Одека пишуваме нулата кај n, бидејќи n нема никаков полнеж. Значи има 8 неутрони. И двете се јаглерод. Добро, дали постои само јаглерод 14? Не, постојат и други јаглероди. Постои јаглерод, например, јаглерод со 6, но со масен број 11. Тоа значи дека има 5 неутрони. Ама тоа е многу нестабилен, значи трае околу 200 милисекунди трае пред да се распадне. Исто идат изотопите дури до јаглерод 22, барем за јаглерод. Значи имаме изотоп кој е јаглерод со број на протони 6, а масен број 22. Овие траат толку кратко време што тие броеви не може да ги замислиме, тие траат 0,20 и нешто нули секунди. Значи одека можеш да ставиш 0,000,21 0 пример, една секунда. Значи толку кратко време постојат овие изотопи. Добро, а некој сега може да си рече, добро, еве, го имам овој јаглерод 14, но што ако, еве, кој не е тука наредна листа? Наредна листата ни е азот. Така, азот. Еве го, N има 7 протони. Ама N најчесто има 14 масен број. Како сега, овој добро има 7 протони, јаглерод има 6 протони, ама масениот број ми е исти. Нели, што се случува овдека? Кога некои атоми имаат различен број на протони, значи бројот на протони е различен, ама масениот број им е исти, тие тошка се нарекуваат изобари. Значи изобари. Значи изо, кај да го сретнете во некоја терминологија, изо значи исто. Бари е сигурно некој грчки збор кој нешто значи слично со масениот број. Не знам од кај ме потекол тоа зборот, ама изо секогаш значи исто, значи во која било терминологија да го сретнете. Еве сега ќе дадеме некој конкретен пример. Да земеме хлор 40, исто да земеме аргон, и тој има 40, да земеме калиум 40 и калциум 40. Сега, сите овие имаат исти масен број, но имаат различен број на протони, односно различен атомски број. Значи, ово има 18, 19, 20. Што забележувате?
како што спомнавме, имаат различен број на протони, но бројот, масениот број, значи збирот на протоните и неутроните е исти. Значи сите овие се изобари. Се надевам дека го научивте тоа што се изобари и изотопи. Значи, да повториме, ако имаат исти масен број, тоа се изобари, ако имаат исти број на протони, тоа се изотопи. Сега ќе спомнам нешто подетално за градбата на протоните и неутроните. Ова не е за сите, но мислам дека ќе ве заинтересира. Да, знаеме дека внатре во јадрото се наоѓаат протони и неутрони, но што се тие изградени, нели? Мора нешто да се изградени, не може само така да бидат ко мали делчиња. Значи, тие да, изградени се од нешто. Ова дека што го гледате десно, го спомнав во епизодата која зборев за електрони. Ова е стандардниот модел. Овие се основните честички кои го градат универзумот. Значи, еве го електронот. Електронот е во групата лептони. Но оваа вдека група што ја гледате, ова се кваркови. Значи, ова лилјаково. Као што можете да видите овдека од лево од сликава, протонот е изграден од два нагорни кварка. Овие се на англиски се викаат up. Значи нагорни кварка и еден надоле кварк. Одека не се гледа убаво D-то, ама тоа е D. Значи тие се два нагорни кварка и еден надолен кварк. Значи така е изграден протонот. Неутронот е обратна приказка, односно неутронот е изграден два надолни кварка и еден нагорен кварк. Еве, тука имаме една шематска презентација како тоа изгледа. Сега можете да забележите дека помеѓу нив има едни жички, федерчиња. Тие се глувани, еве ги овдека на десно, кај што ги заокружувам, тие се глувани, тие ги држат частичките заедно. Ако се сеќавате пред неколку години го објавија откривањето на Хигс бозонот, односно Божјата честичка, што си нема врска ништо со Бог, али тоа ја дава масата, нели, на атомите, како што тогаш кога дознавме, ама тоа ја дава масата само на частичките, која представува само 1% од масата на атомот. 99% всушност доаѓаат од глуоните. Некој може се да му изгледа чудно како се изградено толку мали работи и како ги наоѓаат дека се изградено толку мали работи. Како ги откриваат сите овие мали работи? Наједноставен начин ова да се објасни е ако сакаш нешто да видиш како изградено, го зимаш, го растолпаш или да речеме го маваш од земја и ќе видиш сите делчиња што летаат. Така прават у Швајцарија во забрзувача на честички, удираат работи со многу големи брзини и гледаат се што ќе искочи од нив. Сега пред некој време најдоа тетра и пентакваркови, односно честички кои се изградени од 4 или од 5 кварка. Но не се многу стабилни, само на краток период ги најдоа. Овие кваркови што се наоѓаат внатре во неутронот и протонот и во други градбени единки, тие не можеше да се ги замислите како топчиња. Мислам, можете да се ги замислувате како топчиња, но тие немаат ни 3 димензии, односно ги немаме видео, ги немаме испитано, но сметат дека немаат 3 димензии, дека најверојатно се еднодимензионални, дека имаат само дека се како точка. Тоа е малку тешко да се концепира, но тие се само како точка. Него може сега од вас да праша, тие од што се изградени, не знаеме од што се изградени, нема зошто да се изградени. Сега има една теорија на жици, string theory, која мисли дека се изградени како вибрирачки мембрани, но тоа ќе стана многу комплицирано натаму. Затоа професорот кој ќе ви каже, се е изградено од атоми, вие ќе му кажете, не е точно, тоа е изградено од кваркови, од елементарни честички. Но, добро. Значи тоа беше се во денешна епизода. Што требаше да научите? Требаше да научите што се изотопи и што се изобари. Ако сметате дека научив нешто, стиснете лайк, сабскрајбнете, споделете со пријатели и ќе се видиме на во наредната епизода. И како секогаш, останете љубопитни. Поздрав!